Општина Куманово се наоѓа во најдобрата група институции со активна транспарентност која изнесува 88,6% и се наоѓа на 14-тата позиција од вкупно 98 рангирани институции. Со одговорно менаџирање и посветен тим на административни службеници, како и со дополнителна помош од владата на државата, создадовме општина без долгови, една од ретките во државата која е финансиски деблокирана и располага со сопствен стабилен буџет. Во предстојниот 4-годишен период, општината продолжува да ја води градоначалникот Максим Димитриевски, кој повторно ја доби довербата на граѓаните. Во изминатиот едногодишен период градоначалникот на општина Куманово Димитриевски оствари работни средби со амбасадорот на Република Полска во Република Северна Македонија Војци Ехтицински, со амбасадорот на Босна и Херцеговина Драган Јачимовиќ, амбасадорот на Руската Федерација во Република Северна Македонија Сергеј Базникин, заедно со председателот на Советот на општината Атина Мургашанска и представници од општината и општинските предпријатија се сретнаа со амбасадорот на Европската Унија во Република Северна Македонија Самуел Жбогар. Следуваа средби со амбасадорот на Сојузна Република Германија во Република Северна Македонија Анке Холштајн, со амбасадорот на Швајцарија Сибил Зутер Техада, амбасадорот на Јапонија Хиронори Савада, амбасадорот на Италија Андреја Силвестри и првиот секретар и заменик амбасадор Алесио Ликуори. Средби со заменик на председателот за борба против корупција и криминал, одржлив развој и човечки ресурси Љупчо Николовски. Остварени се и средби со амбасадорот на Република Литванија Јуратера Гуцкиене, кој е резидентна во Република Хрватска, и амбасадорот на Република Финска Кимолах де Вирта, резидентен во Белград, кои воедно беа и во прва официјална посета на општината. Советот на општина Куманово брои 33 члена, кои припаѓаат на 4 етнички заедници застапени преку 13 политички партии. Советот ги носи сите важни одлуки во делот на правилно функционирање на нашата локална самоуправа и секогаш ги штити интересите на граѓаните на општина Куманово. Во изминатиот едногодишен период се одржаа 14 редовни седници. Извршена изградба на водоводна мрежа на улица 2002 во населбата Тоде Мендол, реконструкција на водоводна мрежа на улиците Миодраг Петровиќ и Киро Фетак, изградена е атмосферска канализација на улиците Христијан Тодоровски Карпош и Братство и единство, кој е дел од проектот Одржливи еколошки и здравствени придобивки во прекугранична област, финансиран од Европската Унија. Со изградбата на атмосферска канализација ќе се спречи ризикот од понатамошно поплавување на делот кај автобуската станица, домот за стари лица Зафир Сајто, градскиот парк, објектот Синоличка на градинката Ангел Шајче, канцелариите на јавното предпријатие Чистота и зеленило, како и приватните домови на жители кои гравитираат во тој дел. Изградена е фекална канализација на улицата Братство и единство, реконструкција на фекална канализација во населбата Средорек, изградба на дел од фекална канализација на локалитет Мајорово Трло и на крак 1 и 2 од улицата Никола Тесла, реконструкција на дел од фекална канализација на улицата 11 ноември во населбата Бедиње. Асфалтирани се улиците 150 и 103 во населбата Карпош, Јоско Илиевски на потекот Сиглана кон автопат, Трајко Прокопиев во населбата Перочичо, улици во населбата Средорек, во новата индустријска зона Новини и Речица, улици во село Романовце, во село Брзак, во населбата Железничка станица, во Ново село, во Уминдол, во село Лопате, во село Режановце, во село Љубодрак, асфалтирано и игралиштето во Соколана, како и пристапниот пат околу ковид центарот во јавната здравствена установа Општа болница. Асфалтирани се и улиците во село Черкези, крак 1, 2, 3, 4 и 5, крак од Ѓорче Петров, крак 1 и 2 од Никола Тесла, дел од Доне Бонжинов, крак од 1 во Долно Којнаре, на крак 1, 2, 3 и 4 од улицата Јоско Илиевски. Извршена изградба на улица Асном, реконструкција на улици помеѓу Доне Божинов и булевар Октомвриска револуција, крак 1, 2, 3, 4 и 5, реконструкција на улица 252 во населбата Ајдучка чешма и на улицата 120 во населбата Карпош. Реконструкција на дел од улица Васко Карангелевски, на крак од улицата Никола Тесла, крак од улиците 30 јули и Радој Димич во населбата Перочичо, крак од улицата 11 ноември за поврзување на улиците 11 октомври и 11 ноември, на пристапни патеки, паркинг простор и партерно уредување на локалитет Спомен Костурница.
Извршена е доградба на армирано-бетонски пропуст со габиони помеѓу улиците 11 октомври и Индустријска, како и патот во село Доброшане до село Билјановце. Изградба на тротоари на улицата 11 ноември. Поставен е бекатон на улици во населба Средоре, крак 2, 3 и 4, на крак 1 и 2 од улица Белградска, во парк покрај комплекс згради К4 на булевар Октомвриска револуција, пред поранештата зграда на Житомел на булевар Октомвриска револуција, на паркинг простор кај Наце Буѓони и на паркинг и триаголник во близина на Перо Наков. Извршено е тампонирање на улиците 210 во Амбар Мало, на улици во село Тромеѓа преку Амбар Мало до излезот во населбата Карпош, на дел од улици во село Речица, во село Бедиње, во село Пезово, на локален патен правец во село Брзак, во село Табановце, на патот во селата Косматац и Мургаш, на патот во Агино село, на локален патен правец од Сопот до Сушево и на банкини во село Романовце, како и на патот во село Черкези. Куманово е единствен град во државата кој има реална дистрибуција на сериозни количини природен газ, со јавно предпријатие директно приклучено на преносниот систем на газ и општина која со сопствени средства развива гасификациона мрежа. Во 2020 година изградени се 1720 метри дистрибутивна гасоводна мрежа на локациите: крак од улица Иво Лоларибар во должина од 60 метри, улица Димитар Влахов во должина од 100 метри, улица Ленинова во должина од 260 метри, прв крак на улица Васко Карангелевски во должина од 760 метри, улица 11 октомври во должина од 330 метри, крак од улицата 11 ноември во должина од 210 метри. Во 2021 година изградени се вкупно 1210 метри дистрибутивна гасоводна мрежа на локациите: улица Осоговска, улица Братство и Единство, дел од улицата 11 октомври и втор крак на улицата Васко Карангелевски. Со реализација на овој потек се создаде целина од новоизградена дистрибутивна гасоводна мрежа во должина од 1,5 километар, како технички услов за гасификација на јавната здравствена установа Општа болница Куманово. Поставени се метални столпчиња за оделување на пешачкиот од моторниот сообраќај по должина на улицата Пиринска Македонија, на потек од крстосницата со булевар Октомвриска револуција до крстосницата со улицата Моша Пијаде. Поставени се и средства за забавување на сообраќајот, така наречени лежечки полицајци, на стариот пат Куманово-Скопје кај село Черкези и населбата Железничка станица. Обележана е хоризонтална сигнализација на јавно-прометни површини, пешачки премини и сообраќајници. Општина Куманово ги презентираше можностите за инвестирање, начин и постапка за стекнување со имот за инвестиција во новата индустријска зона Новини и Речица во Општина Куманово, на која присуствуваа председателот на Сојузот на стопански комори на Македонија, Данела Арсовска, председатели на Трговска, Индустријска, Туристичко-угостителска и Услужна комора, како и представници на бизнис заедницата. Како еден од капиталните проекти на Општина Куманово со владата се очекува оваа најголема индустријска зона во општината да привлече голем број компании, преку проекти на Министерството за образование и наука во соработка со Општина Куманово реализирани се потребите на училиштата, реконструкција на санитарни јазли во крилото на оделенска настава и на стариот кров, замена на старите со нови ПВЦ прозорци во Општинското основно училиште Христијан Карпош, поставени нови енергетско ефикасни прозорци на објектот и спортската сала, реконструкција на подови и санитарни јазли во Општинското основно училиште 11 октомври. На инвршери доби нова енергетско ефикасна фасада на објектот и целосна замена на кров. Во Општинското основно училиште Вук Караджич извршена е замена на столарија со нови прозорци, реконструкција на санитарни јазди на фасада на задната страна на објектот на училиштето Бајрам Шабани, како и замена на прозорци, реконструкција на кров и паркет на училишната сала. Поставена е нова изолација и фасада на надворешните зидови во Јероним де Рада. Преку владата, генералниот секретаријат и општината целосно е реконструиран стариот кров на училиштето Магдалена Антова. Во подрачното училиште на Општинското основно училиште Браќа Милодиновци во село Студена Бара изградени се нови функционални тоалети за учениците. Во централниот објект на училиштето реконструиран е топловод за парно грејење. Во училиштето Карпош во село Уминдол заменети се влезни врати и обезбедени клима уреди. Целосно е заменет стариот кров во училиштето Кочорацин, а со помош на Општина Куманово воспоставена е нова порта на споредниот влез на училиштето.
Поставени се 45 смарт дисплей уреди и 3 лифткар гасеничари за искачување на ученици со посебни потреби во училиштето Крсте Мисирков преку проектот Смарт училница, поддржан од Швајцарската амбасада, Министерството за локална самоуправа и Североисточниот плански регион. Реновирана е зградата на ЗИК, каде се изведува наставата на албански јазик за ученици од Општинското средно техничко училиште Наце Буѓони. Реконструиран е кров во зградата меѓу бараките и главната зграда. Поставени се термопан прозорци и нова енергетско ефикасна фасада. Изградена е нова училишна спортска сала и извршена реконструкција на двете спортски игралишта со поставување на еластична подлога, опремување со современи реквизити за кошарка, фудбал, одбојка, ракомет и гимнастика. Реконструирани се училници и во средното општинско училиште Перонаков со замена на прозорци, поставени се две рампи за ученици со посебни потреби и нови радиатори за објектот, каде што учат ученици на албански наставен јазик. Реконструирани се подоби во 5 училници и игралиштето по предвидените стандарди. Реконструирани се санитарните јазди и подните површини во училници во средното општинско училиште Гимназија Гоце Делчев. Реконструирано е и мултиспорт игралиште со тартан подлога, кошеви и трибини, заштитна ограда и скали. Извршена и целосна реконструкција на санитарни јазди во средното општинско училиште Гимназија Сами Фрашери. Општинските средни училишта добија нови компјутери, смарт табли и телевизори, столчиња, надгледни средства и наставни реквизити за кабинетска настава. Оваа година училиштето Киро Бурдас стана државно средно училиште, регионален центар за стручно образование и обука, во кој е предвидена целосна реконструкција на училиштето и училишните придружни објекти со цел исполнување на стандардите за функционирање на регионални центри. Градоначалникот Димитриевски со министерот за труд и социјална политика Јагода Шахпаска го посетија објектот Синоличка на јавната општинска установа Детска градинка Ангел Шајче Куманово, каде е завршена изградба и опремување на нови капацитети. Изградено е мултиспорт игралиште на спортските терени во општинските основни училишта во Караџич и на Инфрашери, со еластична спортска подлога, трибина и заштитна ограда, комплет голови и кошеви според стандардите. Реконструирани се спортските терени во населбата Гоце Делчев на локалитет Кошеви, во село Долно Којнаре, во село Романовце и Агино село. Изградено е ново кошаркарско игралиште и детско катче во спортскиот комплекс кај градскиот базен и дополнително едно 3x3 професионално кошаркарско игралиште. Изграден е паркинг простор на излетничкото место Студена вода, на крак од улицата 11 ноември и на спомен Костурница. Со собствени средства од буџетот на општина Куманово и од Министерството за локална самоуправа обезбедени се 660 електронски уреди, таблети за општинските основни и средни училишта. Општина Куманово доби и донација од 16 лаптоп компјутери од Асоцијацијата за демократски развој на ромите Сонце од Тетово. Чекориме во насока на развивање и спроведување на различни мерки и проектни активности кои донесоа позитивни случувања. Денешниот профил на Куманова се должи на вистински заложби, чии резултати се видливи. Општината во соработка со Центарот за рурален развој Бујрум Куманово и Програмата за развој на Обединетите нации ја спроведе програмата Општинско корисна работа во рамките на проектот Креирање можности за работа за сите, финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка со Министерството за труд и социјална политика и Агенција за вработување. Помош во натура на социјално загрозени лица и семејства погодени од светската пандемија со COVID-19 опфати доделување на пакети на социјално ранливи категории на граѓани погодени со кризата. Североисточниот плански регион е имплементатор на проектите и интервенции за оформување на функционална средина, спортско-рекреативен центар Куманово и реконструкција на кров на спортската сала во рамки на регионалниот спортски центар Куманово, финансирани од Бирото за регионален развој и Министерството за локална самоуправа. Социјална инклузија на деца од рурални средини, жртви на семејно насилство и жртви на поплави и пожари е проект финансиран од Агенцијата за развој на Швајцарија преку Амбасадата на Швајцарија и Министерството за локална самоуправа, кој донесе комплетна реконструкција на ученичкиот дом Професор Мијалковиќ. Преку проектот за екнување на вредности на културно и природно наследство, имплементиран со партнерство помеѓу општините Гнилани и Куманово, се работи на партерно уредување на комплексот Спомен Костурница, преку изградба на амфитеатар на постоечкото игралиште, изградба на 3 нови спортски терени и 3 патеки, поставување на опрема за вежбање и рекреирање, нова урбана опрема и осветлување.
Реконструирана е и спомен куќата преку иницијатива за прекугранична соработка финансирана од Европската унија. Проектот за реконструкција на спортскиот комплекс Соколана предвидува партерно решение со реконструкција на постоечките и изградба на нови спортски терени, терени за ракомет, мал фудбал со фиксни трибини, кошарка и одбојка. Општина Куманово беше домаќин и на свеченото отворање на реконструираното спортско игралиште во комплексот Соколана, како прва фаза од трите предвидени во проектот за реконструкција на овој грандиозен објект, на кое присуствуваа премиерот Зоран Заев, директорот на Агенцијата за млади и спорт Наумче Мојсовски и други истакнати лица од политичкиот, спортскиот и културниот живот во нашата држава и регионот. Свечено беше пуштен во употреба Младинскиот центар во Куманово, кој е прво државата согласно законот за младинско учество и младински политики и стандардите за младински центри. Се одбележа отварањето на реновирани простории на поранешниот хотел Солун, кој е во реализација на општина Куманово, а финансирано од страна на Европската унија преку ИПА програмата за прекугранична соработка со Република Бугарија, имплементиран во соработка со општина Дупница. Градоначалникот, амбасадорот на Швајцарија и министерот за локална самоуправа го посетија спортско-рекреативниот екоцентар Бислим, каде беше промовиран проектот Уредување и валоризација на спортско-рекреативниот екоцентар Бислим со швајцарската амбасада, а со цел развој на туризмот во Бислимската клисура. Во инвестиција на владата и Министерството за здравство за инсталирање на монтажна ковид болница во Општа болница Куманово, општината учествуваше со градежни зафати за расчистување и подготовка на теренот, уривање на старите објекти, инсталација на дотурна вода, приклучок на фекален колектор и гасификација. Општина Куманово во соработка со Министерството за здравство и волонтери на Црвен крст го оформи регионалниот пункт за имунизација, лоциран во училишната спортска сала на средното општинско училиште Перо Наков. Унапредени се условите во јавната општинска установа Дом за стари лица Зафир Саито Куманово, со поголеми простории за амбуланта и физиотерапија со комплетно нова опрема. Масажери за тело, велосипед за вежбање, кревети, ПВЦ прозорци, мебел за занималните. Во летниот период беа регистрирани вкупно 284 пожари, а само во еден ден имаше 15, од кои 9 беа со поголем интензитет. Територијалната противпожарна единица Куманово интервенираше на отворен простор на локациите Тромеѓа, Четирце, Пуковско, Пезово, Белјаковце, Јачинце, Довезенце, Челопек, Добрашане, Зубовци и Мургаш, каде беше најсериозниот пожар во кој беа опожарени поголем број на куќи, домаќинства. Екипите на територијалната противпожарна единица даваа континуирана поддршка и на противпожарните екипи кои работат на терен во општина Старо Нагоричане и тоа на локациите Малотино, Ваксинце и Матејче. Се одржаа културните настани, карадачки поетски средби, фолклорен концерт на српски вес, меѓународен тамбурашки фестивал, Рома Трубафест, меѓународен фолклорен фестивал 2021, Моторок фест, Тумбафест, денови на балканска етноризница, подкозјачки литературни средби, промоција на навраќање кон Конески, денови на комедија, денови на мед, графити фест. Сдруженијето на пензионери Куманово традиционално го одржа настанот Шегобина разгледница, изложба на уметничка фотографија Мајски салон, детски ликовен кам Асном, ликовна колонија изложба Карпино, ликовна изложба на кумановски ликовни уметници, меѓународна изложба на уметничка фотографија Фотосалон Куманово. Обезбедени се 150 нови контејнери за смет, како дел од проектот Одржливи еколошки и здравствени придобивки во прекуграничната област преку програмата за прекугранична соработка со Косово на јавното претпријатие Водовод Куманово и регионалната компанија Хидроморава Гнилане. Обезбедени се полуподземни контејнери како современ начин на депонирање на комунален отпад. Пуштени се во употреба 8 нови камиони за собирање на смет на јавното претпријатие Чистота и зеленило, обезбедени преку проектот Подршка во воспоставување регионален систем за управување со отпад. Расчистени се диви депонии на територија на целата општина, на локација Туш, локалитет Орхидеја, на и под спомен Костурница, Митев мост, во селата Проевци и Добрашане, во населбите Тоде Мендол и Јане Сандански, на Пчински пат, на улицата Никола Тесла, Војнички пат, Сточен пазар во село Долно Којнаре и други локации. Редовно се врши чистење на дел од речните корита на реките Којнарка, Липковка и Кумановка. Во акциите за расчистување на дивите депонии и раззеленувањето реализирани се заеднички екоакции со армијата,
кумановски акцијаши, Движењето Не биди ѓубре, Црвен крст, Ротари клуб, Извидничкиот одред Скаут, Советничкиот клубот на Советнички при Советот, со Националниот младински совет со подршка на УСЕИД, со Сдружение на пензионери. Се спроведе и генералка викенд со помош на австријска организација во рамки на проектот Зелена Сончева под мотото за чисто како дома исто. Поставена е нова урбана опрема и осветлување на излетничкото место Студена вода во село Доброшане. Градоначалникот со највисоките представници на СЕБРИГ и на АРМ на Студена вода засадија листопадни и зимзелени садници, украсни грмушки, белбор и чемпрес. Годинава женскиот ракометен клуб Куманово се закити со двојна круна, освојувајќи го првенството и купот на Република Северна Македонија, како вистински пример и потик за развој на младите генерации спортисти. Традиционално се одржаа спортски настани под покровителство на општина Куманово, меморијален марш Поја Калман, велосипедска трка Трофеј 11 октомври, атлетски митинг, меѓународен куп во спортско риболовство, аикидо семинар, меѓународен турнир во пинг-понг, турнири во мал фудбал за пекар на градоначалник, тенис, шаховски рапид во одбојка за жени и кошарка. Од останатите спортски манифестации и турнири ги бележиме турнир во мал фудбал под мотото Спорт да, дрога не, меѓународен надпревар во планински велосипедизам, кој допринесе за влез во календарот на Светската велосипедска организација. Машката атлетска екипа на Крстен Бисирков зеде учество на 25-тото училишно светско првенство во Хрватска, клубот за бразилска џиуџица на турнири во Србија, Бугарија и Италија, традиционален турнир во мал фудбал Видовден. На спортскиот аеродром Аџитепе по 17 години се одржа првиот меѓународен блани куп во спортско едриличарство, пето и шесто коло лига систем на надпревари за спортисти со телесен инвалидитет. На спортското игралиште во комплексот Соколана се одржа првиот меморијален меѓународен боксерски турнир Мирослав Петровиќ 2021 со домашни надпреварувачи и гости од Србија и Косово, под покровителство на градоначалникот и Советот на општина Куманово. Во организација на Општинскиот сојуз на спортови, Општински сојуз на училишен спорт и Сдруженијето на спортски педагози Куманово, во соработка со сектор за образование при општината, на спомен костурница се одбележа Европски ден на спортот во училиштата 2021 година. Почитувајќи го напредокот и развојот на градов, остануваме транспарентно, честно и отчетно посветени на Куманово во сите општествени сфери. Создадовме развиен мултиетнички центар, оставајќи простор за нови и сериозни проекти. За доброто на сите. Среќен празник, граду мој!